Добар ден, драги гледачи, и добре дојдовте во второто издание од втората сезона на Мојот цвет. Јас сум Милена Орел Јошевска, која што ќе ви зборува, која што ќе ви презентира се околу политиката и политичките настани кои што се одвиваат овие денови, оваа година и општо секогаш што се одвивале. Како второ видео за овој видеовлог или ова емисија, како сакате наречете ја, од Мојот цвет, ќе биде настаните со Украина и Русија. Па, реално гледано, јас велам дека Украина сама на себе државата си прави фатална грешка, затоа што Русија е посилна држава и располага со оружје, со разна муниција која што ја користи во војната и искрено и реално гледано Русија е појака од Украина. Украина воглавно е земја која што не е толку јака како останатите земји на Балканот, и можам да кажам дека се тоа што се случува со таа земја е нивна грешка. За Украина можам да кажам и за Македонија, бидејќи знаеме пред неколку години имаше понуда од Путин да влеземе ние во Евроазиска унија. Евроазиска унија ќе биде појака од Европската унија, и онака и Европската унија и се распаѓа. Се распаѓа во смисла што една Англија искочи од Европската унија. Исто така ќе се случи и со другите земји од Европската унија, бидејќи и ресурсите и се што е во Европската унија се трошат и ресурси и екзистенција и се. Имено, исто така сакам да потенцирам еден важен податок, дека и Македонија и Украина се земји каде што може да се има живот каков таков, доколку се искористат некои ресурси кои што се во вид на рудни богатства, земјоделие, туризам, риболовство, ако се обрне внимание и на рибниот фонд во езерата и во реките кои што се. Исто така и Македонија располага и со доста шума, која што може да се искористи како огрев, како за изработка на мебел и се што се изработува од дрво. Доколку се сади и се обрнува внимание на шумските богатства, кои што е општо на шумите, кои се пошумуваат.
Втор податок е и многу смешен, можам да кажам, дека Македонија оди да се бори против Русија со НАТО. Македонија како прво имаше јака касарна, значи касарна која што располагаше со многу јако оружје, јака муниција, но полека се испусти. Се испусти од проста причина што лакомштилокот на луѓето нема мерка, односно на таа власт што беше тогаш што ја укина војската и имаше аспирации кон НАТО. Да не навлегуваме понатаму со господинот Вучковски, кој што ги продаде сите тенкови и се што имаше во Македонија квалитет како квалитет. Исто така да не навлегуваме со тоа што остана во општо во Македонија и во касарните кои што беа итекако добро опремени за оружјето, со оружје, со грижа околу оружјето и толку. Македонија нема капацитет со оружје за да оди во војна со НАТО и било кој да е. Затоа што ете и самата полиција немаме доволно оружје, немаме, мислам, имаме колку што ни треба и ни треба тоа оружје, значи не можеме да го дадеме вие во војна. Таму е потребно поголема количина на оружје. Значи и како полиција и како војска Македонија не е спремна да иде да се бори против Русија, против Путин. Како втор податок и втора грешка што Македонија ја прави во конфликтот помеѓу Русија и Украина е тоа што Македонија како држава си губи еден јак џокер, кој што се вика Владимир Путин, кој што може да биде од голема помош за Македонија доколку Македонија падне во така наречена и како што се очекува поголема криза. Надвор од короната, надвор од сите збинувања што се случува со Македонија, значи Македонија ќе биде во голема криза. И ние со ова што се петлиме, народски кажано, против Путин, си губиме голем џокер, кој што понатаму може да ни помогне во решавање на некои кризни проблеми и кризни ситуации. Сочувствувам со Украина, сочувствувам многу, бидејќи и тие се наши браќа, бидејќи и тие се наши луѓе кои што гинат таму и умираат. Жално е за нив, но мое мислење дека треба Украина да си ја подвитка опашката и да се извини и да прекине оваа шарада која што се случува во нивната земја, во Украина. Не сум јас човек кој што, ете да речам, завзема цврсти страни, но објективно гледано, објективно мислам, надвор од партија, надвор од партиска припадност, едноставно како верник, како припадник на македонска националност, како припадник на една љубов која што се вика Македонија, можам да кажам и можам да потенцирам
една работа. Значи, Украина треба да се извини на Владимир Путин, да пушти една рака и да прекине оваа шарада која што се случува во Македонија, во Украина. А Македонија исто така може и мора да се повлечи, доколку сака. И тоа е, драги мои, толку од овој видеовлог. Вториот видеовлог ќе биде антиваксери, коронавирус, значи се она што ни се случува мислам овие години и чии сведоци сме. И до тогаш, драги гледачи, пријатно.